Ете, и матурите ги прослави. И чочеци манавме, и слики, и видеа, некој нени видеа. Секој се среќа. И кажавме кој како се дотерва. И ти кажам право ко за чудо некој немаше некој приговор. Јас очекував лавина од коментари кои сакат по телевизијата рече. Арно, ма какара Кикир изгледа во право сум бил. Се дури не си дојдов дома. Пошто дома не можеш да бидиш во право, така. Там ти можеш, ама на крајот на денот кој те прашва? Така. И така и жената мене ми рече кој те прашва. Ми рече се супер си кажува. Ама па нешто многу за жените ми збора. Ти не збораш за мажите. Јас му викам бе жено за жените за кој да збора. За мажите немам да зборам, ти пристрасно ќе види така. За мажите треба збора некоја жена. И бидејќи го победив тој диалог, мислам нели фала Богу. Денес ќе правиме муабет за мажите. И како мажите се облек. Седи мора нема мрдање тука. Така што дај да маниме на шпица и да влезиме малце во психата на еден маж. Ајде да те пуштај. Разбирањето на мажите, како функционира еден маж, може да биде и многу едноставно и многу сложено. Пошто ако еден маж сака да разбери друг маж, обично поедноставно да работи. Оти ке речи. Оти не викам јас дека сите се исти, ама да речиме дека имаме ист софтвер, исти фабрички подесувања. Тоти еко на пример да земиш две акустични гитари, небитно е ни од кој бренд се може различен бренд да бидат, различна форма да бидат, се различни. Ама на крајот на денот структурата таја. Вратот жиците, телото внатре шупливо и ако знаеш една гитара да свириш, ке можеш сите други да ги свириш, така? Па мање више тоа е и со разбирањето на мажите. Ако разбериш еден маж, после тоа лесно се разбират другите. Нормално има разлики, ама мање више тоа. Јарно, ако си жена и сакаш да го разбериш мажо, тука веќе доаѓа до сукоп или до распар систем. Не се исти системите на разбирање. Не дека не можат да се разберат, не дека не можат да функционират, не дај Боже да не можат да функционират. Арно, ама тоа е на пример како да споредваш DOS компјутер со 5G интернет. Не дека нема се поврзат, ќе се поврзат ти. Само колку таа конекција ќе функционира, тоа е прашање. Се нормално DOS-от може да се апгрейдни. 5G-то не можеме да го апгрейдниме, 5G-то е совршено. И ако не ја свативте аналогијата, DOS компјутеро се мажите, 5G-то се жените, радвајте се. То не е така оти ние сме стар некој распаднат систем, туку заради тоа што едноставно функционираме. Како DOS компјутер, нема кузнај шо на него. Или да ги збунам по младите генерации, како floppy disk. Ползат ќе варат што е DOS компјутер, ползат што е floppy disk. Пари не е ни то ползат се 5G интернет, чат GPT ќе опрашаш секи ти каже. Или ако правиме споредба како инструментите да речиме, тоа исто како споредиш гитара обична со гитара од Сайзер. За гитарата обична, пошто е обична гитара, звучи поубаво, поприродно и така натаму. Ама на тој Сайзер имаш милиарда бои да менваш, имаш електроники, имаш чуда, па бендер, чабанайзер. Сам да речем, и тој ќе заврши работата, и тој ќе заврши работата. И можат да се вклопат двете. И еден човек може да свири и гитара и Сайзер. Арно, ако си гитарист, малце потешко ти е на Сайзерот дур се навикниш и обратно ако си зезерист на гитара. И затоа луѓето, мажите и жените со тек на време почнуваат да се разбираат. Арно, ама на почеток не му е јасно. Нити на мажите како може жените се толку сложени, нити на жените како може мажите се толку едноставни. Пошто системот на жените е создаен цело време нешто да мисли, да сака, да прави, да бара и така натаму. Системот на мажите е направен да одмара, во sleep mode да влегу. И затоа ако жена сака да разбери еден маж, прво нешто што треба да разбери е тишина, ништото да не рече. Сите жени што ме гледат се викаат што зборува е глупост. И тоа е точно зошто го зборам. Оти ништо концептот кај вас не постои. Кај вас мора нешто да има. Не може да е ништо, нешто мора да е. Пример гарант си го имаш начекано дечкото, мажо, брат, ти кој било, татко ти некој. Да дреми во некоја позиција, небитно дали е седнат или е легнат, или може да стои и се гледа во некоја точка некаде и ти може му збораш, може не му збораш, не е битно, тој не те слуша, тој во некоја точка заглаве негде и толку. Некојаш дури телевизор брчи телефонот му е пуштен, ама тој се гледа во некоја точка некаде во далечина. И од кој ќе гибниш или кој ќе му викниш, се како да се разбуду. И го прашваш што ти е, што мислеше, тој ти вели ништо. Ти како жена не ти е јасно како може ништо, нешто мора да има мислено. Ку знаеш што има мислено? И тука жената си прави милиарда филм. Гарант мисли на некоја друга. Која е таа што мисли? Гарант е некоја што знам. Колку време се гледа. Свадба која ќе цел филм ќе си го направи. А тој уствари стварно не мисли на ништо. Тој е моментално во ништо кутија, до милената кутија на мажите. Па не можам да ви објаснам колку пати во дено ми се случува. Значи седнат в студио, работам и едно време исклучвам се и дремам така ништо бе брат. Едноставно
се исклучва системот на спиење. И то може да се случи сегде, насред муабет може да се случи, насред снимање може да се случи, сегде може да се случи. Јарно, ама пошто на жените то никогаш не му се случва, многу му е тешко да го сватат тој концепт. А се што треба сватате дека мажите уствари живеат под линија на мал отпор. Лабаво бева. Мислам не дека му е лесен животот, него едноставно ако маж треба да одбери меѓу многу работа или не знам шо праење ова она и ништо, ќе одбери ништо. Пошто нон-стоп нешто негде се прави, мажите одвај чекат да имат 2 минути за ништо бе брат, така да легни да одмори. И го ќе легни маж да одмори, не мора нити да чита книга, нити на телефон да гиба, нити на телевизор да се, нити да спие, едноставно може така, ништо. Ој да те видам жена дали може ништо. Дали може жена да поќу да се и во тишина, да лежи така, се гледа на точка и на ништо, а не мисли. Зен бате. Тоа е првото нешто што треба да се свати, за евентуално се разбери психологијата на мажите. Уствари е многу едноставно. Само концептот на едноставно исто така не е дел од концептите на жените. Нема кај нив едноставно беба. Дур не помени што шо, зошто, како, кој, која, каде, колку. Нема бегање ба. Нема едноставно така бидат. Мора се да си спит. Кај мажите не мора беба. Ако ти ми речиш мене или на било кој маж, трајче и трајанка раскина, неговиот одговор ќе биде шо збораш. И толку ќе биде. После тоа продолжуваме на друга тема. Јој речи му на некој женско трајче и трајанка раскина. Кога? Каде? Оти што се случи? Како може да не знаеш? Кажи ми. Мора да знаеш нешто, кажи ми. Ти не можеш брат, посилно од. И затоа ствари жените поќе ги боли глата вовек. И затоа после нивко ќе ги боли глата, после тие прат се за и мажите да ги боли глата за да биде еднаква работата, така. Мора баланс да има. Битно поентата на муабетот е дека мажо секојаш ќе го одбери полабавиот пат. Порајат да биде. На мажо живот на желба му е рајат да има. За разлика од жените на кој живот на желба му е мажо да нема раја. И затоа пример кога зборавме за лиштата на матурантите, видовме дека жените многу поќе се замарат со најситни и најнебитни детали, отколку мажите. Мажите уопште не се замарат. И то може да го видиш по целата индустрија за облека. Ете пример за свечени настани, изборот за мажите кој е? Оделова, костум. Дали ќе види смокинг, дали ќе види обичен костум, дали не знам каков костум е. Оддалеку кога ќе видиш костум е, не ти е битно дали е ваква крадњата или е ваква или не знам каква. И боите се тие. Нормално има са дречливи варијации ова она, ама во глобала. Мажите до толку не се замарале во векот никогаш, што цела индустрија таа за облека е направена околу жените, пошто тие се замарат. На мажо му е битно да облечи нешто што ќе го бери и што ќе му стои убаво. Толку. Дали било црно, дали било црвено, дали било портокалево, не знам какво, не му е гајле. И нешто не му е гајле, туку шо поедноставно, поарно, попрактично. Ти мажите гледат да земат работи во векот што ќе му бидат практични, нешто што ќе може да го носи и понатам. За разлика од жените што не размислуваат дали треба се носи нештото или не. Жена го ќе види нешто и го ќе бендиса во моментот, та сака да го земе. Дали му одговара со нешто, дали ќе го носи негде или не. То не е битно во. Па особено не е битно дали по кепати ќе го носи. Мислам барем дур се млади жените кои ќе се повозрасни, размислуваат на тие работи. Гледат да му се најди нештото за покепати. Ама млада жена му е гајле дали фустанчето уопште ќе го клај, битно то сега сладко му е, многу убаво му личи и сега ќе си го купим. Ето кај маж не можеш да го видиш. Мажо мора да го смисли нешто. И си ја земам ова мајцата, оти ми одговара со тосако, ама ми одговара и со ова дуксерката и ми одговара со ова можам да оклам и така натам. Едноставно брат, практично. Јас не викам дека нема мажи што имат полни плакари со 3000 глупоти. Не викам дека нема мажи што ќе знакупат некои джиш ствари или светкави или чуда. Ама во глобала, не знае маж што купува. Маж може да го смени имиџо, евентуално ако жена му запни па почни таја да го облеква, ова ти личи, она ти личи, она и си речиш на крај, па може да ми личи. Не е дека тој сака да смени имиџо. Значи нема маж на планетата Земја што не чува дуксерки, тренерки или фармерки нешто што му чини од дете ковил. И ако уште му чини, уште и ќе го носи. Од искуство ви кажувам. А за разлика од мажите, жените еднаш ќе го облечат негде фустанчето на некоја свадба, да речи ми поке, то никако не со како. Ти веќе си имаш сликано со то фустанче на некоја свадба, како сега пак на друга свадба се сликаш со истото фустанче? Тоа е ерес, тоа не сме да биде. Се ти се молам. Треба секоја свадба да види ново фустанче, нови штикли, нова чанта, ново не знам шо. Ти што си мислеше? Седи аман ти се молам. А мажо да е кабил со истиот костум од матурата, ќе на сите следни свадби. Око нема му трепнива. И са добро, има мажи фанатици по костуми што препознаваат убав костум, што ги интересираат различни детали. Ама во глобала 90% од мажите, па и од жените, костум е костум. Ќе видиш убаво да ти стои точен да ти види тоа. И тој костум се менува евентуално ако се здебели. Ако не се здебели си тераш, бате си го носи. Ај како, нема мрдање. Пошто така купуват мажи. Го купуваш и рачунаш дека ќе го носиш по кепати, рачунаш дека ќе ти се најде. Има мажи море човек ќе купи костум за матура и не на други свадби, и на негова да си го носи исти. Пошто денешно време има деца завршва средно, свадба за една година, ќе прави трошок
трошок на сите трошоци, па костум да купува, аре не, тој ќе заврши работа. Ха, седи море. Ти ги опознај некој, многу те видоа на матурата 20 души и тие ќори пијани, се ќе те познат дека истиот костум е врска да нема муавет. Е толку едноставно размислуваат мажи. Само што рековме, за да можеш да го прочиташ тоа едноставното, тој флопи диско, треба да имаш некој таков влезен стар систем или екстерен некој што прифаќа за да можеш да го свати. И има уште многу што се прави муавет на тема. А мислам дека доста е за денес. Јас знам дека се овие малце терсене теми, дека многу луѓе ќе се најдат во муавето и дека ќе има што ќе му биде тригер муавет. Ама ако бериќа, зато се тука коментари. Ич да не си ја мачите душата. Ако ви лежи нешто на душа, одма коментар ди. За убаво заарно тука сме, нека олесни. И да ви кажам искрено, ви ги читам коментарите. Ема мислите дека ми промашва нешто таму. И мислам дека доста е за денес, да не ја прекардашваме работата. Ви останете на нашата програма, а со мене се гледаме следната епизода, кај што веројатно ќе продолжи нешто муавет. Уствари кажете ми во коментарови ако сакате да продолжи, ќе продолжиме, ако не ги ќе omeniме, не е проблем. На крајот на денот, кој те праша, така? Ајде се поздрав и имајте убав ден.